По 12 часа откако се урна саниране насипот од резервоарот на биогасната централа во Грацко, откаде во текот на вчерашниот ден истекоа огромни количини на течно ѓубриво во Вардар, што предизвика голем помор на риби. Истекувањето е запрено вчера околу 17 часот по вонредниот инспекцијски надзор во биогасната централа на државните инспектори за животна средина, кои издадоа наредба собствениците веднаш да преземат мерки за санација на пукнатините на насипот. Но од Сдруженијето на спортските риболовци Бабуна од Велес велат дека несогледливи се последиците од оваа хаварија, затоа што хемикалијата која предизвика помор на рибите кај Грацко веќе слегува по течението на Вардар. И веднаш испаднаа машини кои пробаа да го санираат сето тоа. Меѓутоа, штета како штета е веќе направена. Мислам дека веќе нема истекување, меѓутоа голема количина на излевање од таа супстанца, да речем, хемикалија или фекалија, не знам како да ја наречем, е истечен, има направено доста голем помор. Вчера реагираа и од Неготино, стигнато е до Неготино во подоцнечните часеви, значи денеска претпоставувам дека ќе биде веќе Гевгелија, така да целото течение од Потек Градско до Гевгелија ќе биде зафатено. Поморот вчера утро околу 5 часот го откри рибочуварската служба на Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна од Велес, откако почувствувале неподнослива миризба на местото каде истекуваше течното ѓубриво во реката. Веднаш го известија Државниот инспекторат за животна средина, кој вчера излезе на терен, а вонредниот инспекцијски надзор е во тек. По завршувањето во законскиот рок од 3 дена, ќе информираат за преземените инспекцијски мерки, како и за причините за уривањето на насипот од резервоарот со течно ѓубриво, кое се добива при производство на биогас во биогасната централа во Грацко.